На само 210 километри од Скопје и 130 километри од Солун, на југот од земјата се наоѓа најмладиот ски центар во Македонија, Кожув. Изградбата на овој центар започна во 2001 година, а целосно треба да изграден до 2011-та. Најголемиот проблем за ски центарот е слабата инфраструктура и тешкопродните патишта на кои може да се обраќаат само теренските возила. Патот со должина од 17 километри кој го поврзува центарот со селото Смрдлива вода треба да започне да се гради овој месец, а да заврши кон крајот на октомври. Меѓутоа жално е тоа што не се почнало порано, затоа што ќе се изгуби и оваа сезона. Иако ски центарот Кожув е опремен со несовремена опрема и располага со одлични услови за скијање, туристите се присутни во многу мал број. Сепак и малкуте туристи се задоволни од условите и скијачките терени. Да, прекрасни услови, инспиративна планина, одлично подготвени патеки, иако имавме малце проблеми со временските услови овие денови. Условите се одлични, стазите се направени перфектно за слаби скијачи и за добри професионалци, би се рекло. Един проблем е само времето. Се јавува често магла и тоа ни ги отежнува. Условите им стаите се одлични, има доволно простор за скијање и се. Во ски центарот се вработени 70 луѓе, а како што велат инвеститорите, вложени се 19 милиони евра. Центарот моментално располага со 2 ски лифта, еден шестосет, ресторан, бачило, 16 апартмани и 16 километри ски патеки. Овој центар е единствен во земјава кој располага со опрема за вештачки снег, а од центарот не ги кријат своите амбиции да станат лидери, како во зимскиот, така и во планинскиот туризам во иднина. Се стремиме да прераснеме во прв центар во Македонија и пошироко би рекол на Балканот, пошто располагаме со комплетно нова опрема и очекувањата се нормално. Према вложувањата очекуваме и зголемена посетеност. Ски центарот официјално за прв пат беше пуштен во пробна употреба лани. Идејата за изградба на овој ски центар потекнува од 90-тите години од минатиот век. Ова е втора сезона од како работи центарот, а инвеститорите ја нарекуваат промотивно-комерцијална. Додека Кожув беше празен при модерната опрема, ски центарот Попова шапка беше преполна со туристи, но со застарена опрема. Туристите со кои разговаравме велат дека освен условите кои ги дала природата, во опремата не е вложено веќе подолго време. Жичарниците и ски лифтовите се стари, а гондолата која е наменета да ги превезе посетителите од градот до центарот не работи. И покрај застарената опрема, во центарот хотелските капацитети се преполни. Ние сме 100% исполнители нашите капацитети, се односи на двата хотела, Хотел Славија и Попова шапка, а во склоп на тие резервации кои натаму течат, што значи дека ако продолжи вака и со снегот и со времето, најверојатно до 15 март мислам дека ќе имаме бреќетна сезона. Од Стопанската комора велат дека за да дојде до позначаен развој во зимскиот туризам, земјава во иднина треба повеќе да вложува во инфраструктурата и промоцијата, за да може да профитира со убавините со кои располага земјата. Во Македонија постојат 4 поголеми зимски туристички центри: Маврово, Попова шапка, Крушево и Кожув.